Професоре Шкарич, 29 јануари е рокот за излегување на лидерот на ВМРО-ДПМН пред јавноста, да и соопшти на јавноста, да информира дека има формирал мнозинство, има парламентарно мнозинство. Прашањето е, што ќе се случи ако сепак Груевски нема обезбедено мнозинство? Тогаш треба се констатира дека не е обезбедено парламентарното мнозинство за формирање на влада од страна на оној што го добил мандатот. Добро. И притоа председателот е должен да му го даде мандатот на оној член на партија или на оној член од коалиција на партии кои може да обезбедат парламентарно мнозинство. Добро, тоа не е прецизирано во уставот, професоре. Тоа е прецизирано и јас се чудам кога некој кажува не е прецизирано. Една од нив е професорката Тања Каракамишева која говори зашто подоцна ќе ве прашам. Реков за тоа, пазите. Добро. Толкувате го уставот така како што пишува. Добро. Старо римско право тој метод се применува. Во уставот во член 90 изрично пишува дека председателот е должен да го даде мандатот на член на партија или на кандидат на партија или на коалиција на партии кои може да обезбедат парламентарно мнозинство. Со други зборови, веќе мандатот, давајќи го мандатот, он веќе знае дека парламентарното мнозинство е обезбедено. Ако нема аргументи, докази за такво мнозинство, тогаш и не треба да го дава. Но тоа не го пишува дека доколку нема тој лидер или член на партија обезбедено мнозинство, тоа не е прецизирано до крај во уставот. Тогаш зема следен член на некоја партија кој ќе понуди доказ како што велите вие дека има мнозинство. И заради тоа и се толкува различно и прилично еластично. Значи правото бара умот да е дисциплиниран и рационален. А не прецизно да биде формулирано? Прецизна е, но оној што го толкува уставот да покаже рационалност и способност да ги толкува одредбите. Што може да биде појасно од одредбата која предвидува, пропишува, императивна одредба? Мандат се дава на оној кој што обезбедил парламентарно мнозинство. А тоа е значи 61 глас. Не 51, него 61. И тоа во тој момент кога го дава мандатот, парламентарното мнозинство мора да биде обезбедено. Не во процес на 20 дена. Па потоа втор, па трет. Тоа втор, трет, тоа што е направено 92 година, тоа е кршење на уставот. И сега се повикуваат поединци во толкувањето, ако Тоа било практика, тогаш може веќе да се следи таа практика. Ако нема парламентарно мнозинство, ако не може никој да обезбеди парламентарно мнозинство, председателот тогаш ја известува јавноста, нацијата, собранието. Нема парламентарно мнозинство. Според тоа, решавајте го проблемот и донесувајте ги одлуките од вашата надвежност. Тоа е доказ дека постојниот пратенички состав, овој сега што го имаме од овие колку легислативни партии и коалиции, не е способен да формира влада. Што не е способен да формира влада? Тој нема ни легитимитет да управува, тој доказ дека и не може да владее. И затоа треба да се оди на нови избори. Да барат решение за распишување на нови избори. Во тој случај за кој говорите, ако нема никој мнозинство. Така? Сигурно, ако има мнозинство. Тоа мнозинство, дури тоа мнозинство, ако председателот не сака да даде мандат или поднесе оставка како што сега дебатиравме овде, тоа мнозинство има легитимитет во собрание да се состане 61 глас, од свој редови да го изберат председателот на собранието и веднаш и да формират влада. Добро. Тоа е духот на парламентаризмот. Тоа е духот. Ајде да ве прашам за оваа ситуација, јас ја споменав професорката Каракамишева, која веќе излезе со такви можни решенија. Значи, Груевски да нема обезбедено мнозинство, но затоа Иванов да каже дека му понудил мандат на друг член на ВМРО-ДПМН. Тоа ќе биде втор пример на кршење на уставот. Он излегол веќе од уставот со тоа што дал мандат на личност, на партија која не обезбедила парламентарно мнозинство, која има само 51 делек пратени. Добро, не понуделе доказ дека имаат мнозинство. Ма и он треба да знае како председател. А негова модераторска улога е да со партиите разговара, да прибира податоци, да ги публикува во кабинетот, да формира мислење и оценка дека парламентарно даде мандат. Надвор од таа рамка е кршење на уставот.
и 92 и сега ако се оди на втор, па на трет. Не, 92 година исто така постапиле, даден е мандат Сојузна комунисти партија за демократска преобразба со 31 пратеник. Со 31 пратеник. То не е мнозинство. Друго е сега што Гошев по други причини поднесе оставка. Тој не сакаше, тој не беше согласен некој друг да му се меша во составот на владата, па 19-тиот ден го врати мандат. Па потоа Глигоров го дава на Црвенковски, веројатно убеден да може да формира парламентарно мнозинство. И Гошев имаше парламентарно мнозинство и Црвенковски. Тоа е клучно. Гошев се повлекува. Али не се дава на втор, него на оној кој што може да формира парламентарно мнозинство. Оној кој ќе му понуди доказ на Иванов. Тоа е клучно. Да му покаже еве 61 од одредена албанска партија или 61 да може да се форми, да се конституира. Ако Иванов има друга концепција или го прифате мислењето на овие колеги за кои што вие зборевте, па му го даде мандатот на некој друг, Никола Тодоров, кршење на уставот, и заслужува импичмент за во иднинот како ќе се промени составот на собранието, е кршење на уставот. Добро, има и некоја уште една шпекулација дека оставка би дал председателот Иванов за да го спречи всушност Заев да формира влада. Никој не може да спречи кандидат што обезбедил парламентарно мнозинство. Парламентарно мнозинство е клучниот фактор за формирање на влада. Не давање мандат или одземање, парламентарно. Тоа се пратеници произлезени од изборите, тоа е легитимитетот. И тоа е клучен фактор. Доаѓат во собрание, закажуваат седница, тоа парламентарно мнозинство, од свој редови го избират прателот на собранието и формираат влада. Можат истиот ден или утредента влада и програма. Добро. Ете. Една од шпекулациите која говори дека председателот Иванов би дал оставка и дека всушност би излегол со нова аболиција за неколку членови од ВМРО да помане. Не можам во аболиции веќе да нафлегувам, затоа што не верувам дека ќе се дрзне да врши аболиција после оние 56 аболиции, самиот знае како поминал. Но тоа не е поврзано сега со владата и нема врска. Ако поднесе оставка, тоа нема да има реперкусии врз парламентот и формирање на владата под услов да има парламентарно мнозинство. Држите се на парламентарно мнозинство, а не прв, втор, трет. Или дали некој сака да дава мандат или не сака. Не е тоа негова е должност да го даде мандатот на оној кој што обезбедил парламентарно мнозинство. Постојано ли сите овие години ја критикувате владеачката партија дека еве и со председателот Иванов и аболицијата за која повеќе не сакате да говорите, велите дека го кршат уставот. Зошто сметате дека сега не би го кршале уставот? Оние слободен граѓанин и возрастен може да крши устав, да прави се што сака ако нема никаков страф од санкции и од импичмент. Тој е негов морален избор, не е мој. Потоа ја не критикувам, ја само констатирам. Констатирам што е уставна одредба, кој е критериумот и кога се дава мандат. Ништо повеќе. Он ми биде и пријател, и мој студент, и се, али уставот ми е подраг отколку било кој. Дори председателот Иванов. А добро, ми е драг, неспорно. Зошто велите дека ви е драг? Па драг ми е. Не сте ли во овој период бевте навистина скандализирани, излегувавте со став во кој говорите дека сте констатирале дека го руши и го крши уставот? Извини, професор никогаш не се скандализира. Тоа новинарите и другите. Професор констатира и образлага. И пишува книги. Тоа е се што ви го зборам, се е во книгите напишано и рецензирано од колегата Осман. Тоа претходно се проучува, се синтетизира, се размислува и се толку. Добре, значи со тоа ново парламентарно мнозинство сушност е можен и импичмент импичмент да биде иницииран за Иванов. Па да, потоа кога ќе се обезбеда двотретинско мнозинство и од парламент ќе се многу е битно да некој констатира дека го прекршил уставот. Од сега овој пат поради оној однос на силите во комисија за испитување на врска со аболицијата, не можеше вистината да се промени, но тоа е друго прашање се. Да не нафлегуваме во тоа. Парламентарното мнозинство е клучно. Може би некој веќе има податоци дека го обезбедил тоа парламентарно мнозинство.
некои преговори течат, на повеќе ние, јас не ги знам тие, но битно е и фала Богу овие 20 дена да се искористат максимално до тоа мнозинство да се дојде, оне што може. Ако Груевски дошол до тоа мнозинство, добро е, ќе имаме и председател на собрание, тоа мнозинство ќе избере, ќе имаме и... Ако не, веројатно некој друг веќе обезбедил, ако не обезбедил, може да обезбеди, или ако не обезбеди, се оди на избори. Тогаш, веројатно, пратениците убедени дека нема парламентарно мнозинство, ќе бидат, ќе смогнат сили да одржат седница на собрание, Кој би председавал? да констатираат, не е толку ни битно, да констатираат дека не е обезбедено парламентарно мнозинство, но изразуваме желба да избериме председател на собрание од наши редови со исклучива задача да распише нови парламентарни избори и собранието да се распушти. И готово. Кој би бил начело на таа влада која би нема организирала влада. избори? Кој би ги организирал тогаш Ќе тие се избори? договорат тие кои што ќе бидат, ќе имат согласност да изберат председател и да се распушти собрание и да се иде на избори. Добро. Тогаш ќе се постави прашањето и на влада. Ако има согласност, тоа може така да се реши. Ако нема, ќе мора да дојде пржено 3 на дневен ред. Што значи тоа Европска пржено унија и други меѓународни Нов договор фактори. да биде? Па нов договор. Тоа што не може да тони меѓу себе да се договорат, Да тој дојде да до го нов издействува до нов договор, фактори што уме да преговараат и да им кажат зошто и во каква состојба е земјата, дека истата мора да излезе од криза и ајде договори како што беше договорено со пржено 2. Да.